Државниот секретар Антони Блинкен им посака добре дојде на своите шведски и фински колеги во Стејт департментот, како главно прашање беа апликациите на двете земји за влез во НАТО. Двете земји имаат долга историја на воено неутрални, но тоа се промени откако Русија ја нападна Украина минатиот февруари. Блинкен истакна дека Шведска и Финска веќе ги споделуваат вредностите на НАТО и се интегрираат во алијансата додека чекаат одобрение од сите 30 земји на НАТО. Застој во нивното пристапување беше турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, кој ја обвинува Шведска дека е мека за терористите. Блинкен рече дека напорите за решавање на пречките се во тек. Турција покрена важни безбедносни проблеми во овој процес и процесот се користи ефективно и продуктивно за да се одговори на проблемите. Јас нема да зборувам во име на ниту еден од моите колеги, освен да кажам, како што го наблюдувавме, она што двете земји го направија во ангажманот со Турција и со самиот НАТО е да ги решат тие грижи на опипливи начини. Блинкен рече дека е уверен дека НАТО наскоро ќе може да ги пречека Финска и Шведска како членки, но финскиот министер за надворешни работи Пека Хависто изрази загриженост дека Турција допрва треба да одреди датум за ратификување на пристапот во нивниот парламент. Се разбира, она што се уште ни недостасува е јасен датум и јасен план на турскиот парламент за справување со ова прашање. Знаеме дека Турција оди на избори. Се разбира, нашата надеж е дека ова одлука треба да дојде од Турција порано, тоест пред изборите. Во Турција се очекува да се одржат избори следниот мај или јуни. Минатиот месец шведскиот парламент усвои амандман со кој се овозможува усвојување на построги антитерористички закони, клучно барање од Турција да ја одобри кандидатурата на Стокхолм за членство во НАТО. Експертите велат дека новиот закон ќе го олесни кривичното гонење на членовите на Работничката партија на Курдистан или ПКК, кои се на црната листа на Анкара и повеќето нејзини западни сојузници. Дипломатијата на високо ниво е во тек, бидејќи Финска и Шведска предупредија дека времето е од суштинско значење, бидејќи агресијата на рускиот претседател Владимир Путин е непредвидлива. Руското министерство за надворешни работи пак предупреди дека приклучувањето на Финска или Шведска во НАТО ќе го смета за закана за низината безбедност и дека соодветно ќе одговори на тоа.